Вести на Канал 8, добар ден. Инсталација за јавно осветлување се поставува покрај локалниот патен правец кон Горни Подлог. Инвестицијата е на локалната самоуправа, а градежните работи се планира да завршат до почетокот на идниот месец. Ново улично осветлување ќе добие локалниот патен правец кон кочанското село Горни Подлог. Според техничката документација, се предвидува да се постават 26 8-метарски метални столбови од левата страна на коловозот во правец на селото. За да се постигне поголема енергетска ефикасност за светлечките тела ќе се искористи современа LED технологија, каква што веќе беше поставена на јавното осветлување на влезот од градот. Трасата што ќе се осветлува е од така наречената подлошка крстосница до мостот на Кочанска река пред влезот на селото, во вкупна должина од околу 800 метри. Градежните активности ги изведува предпријатието Електрика од Кочани, а во моментов се работи на поставување на арматурата за темелите на столбовите и на дел од подготвителните работи за електричната инсталација. Осветлувањето на оваа делница е една од приоритетните за Кочанската локална самоуправа, затоа што се работи за еден од пофреквентните локални патни правци во општината, чија важност уште повеќе се зголемува со изградбата на производствениот капацитет на холандската компанија Антура. Инвестицијата е финансирана од буџетот на општината, како дел од програмата за одржување и изградба на јавно осветлување во градот и населените места, а за која во мај годинава вкупно беа предвидени над 2 милиони денари. Се очекува поставувањето на столбовите и електричната инсталација да биде завршено до почетокот на октомври. Започна изградбата на атмосферската канализација на двата крака во општина Виница. Станува збор за кракот на улиците Браќа Миладиновци и Илинденска, места кои беа најкритични и се сливаше околу 70% од атмосферската вода. Канализацијата ќе биде готова за 2 месеци. Горчливиот проблем со кој се соочува градот Виница, немањето атмосферска канализација, наскоро ќе биде решен. При време на дождови се собираат огромни количини атмосферска вода. Движењето на пешаците и одвивањето на сообраќајот скоро и да е невозможно. Пред 2 години општината започна проект за изградба на атмосферска канализација на подрачјето на цела Виница и минатата година обезбеди пари преку кредит од Светска банка за изградба на атмосферска канализација на двата најважни крака, каде што беа најкритични и се собира 70% од атмосферската вода. Почнува фазата на реализација на овие два крака, тоа е кракот Браќа Миладинови и улица Илинденска. Рокот на извршување на работите е 2 месеци, значи од пред 3 дена од кога почна изградбата, во текот на наредните 2 месеци треба да заврши изградбата на атмосферска канализација. Вредноста на проектот за изградба на атмосферска канализација на овие два крака изнесува 17 милиони денари. Откако поставените светилки на Виничкото кале беа скршени од вандали, општина Виница презеде сериозен чекор. Ги поправи и постави камери преку кои 24 часа се следи кој доаѓа и што прави на овој значајен објект. 300.000 денари ја чинеше општина Виница за реконструкција на Виничкото кале, за промена на сите уништени светилки по вандализмот кој беше направен пред неколку месеци. Освен поправката на светилките, општината се одлучи да постави камери за 24 часовно следење на објектот. По препорака на европските фондови што го финансира овој проект, моравме да направиме реконструкција, односно да направиме замена на оштетеното осветлување. Еве веќе замената е направена. Сега, значи со оваа реконструкција поставивме и видеонадзор на Виничкото кале, така да во новиот објект на мултикултурниот центар што се наоѓа во непосредна близина на Виничкото кале ќе има поставено пулт со видеонадзор каде што ќе онлайн ќе се следи Виничкото кале. Значи сега доколку има нарушители во овој дел, веќе ќе ги знаеме кои ќе бидат. Пред повеќе од 1 година општина Виница реализираше меѓуграничен проект за инфраструктурно уредување на Виничкото кале. Само 1 година по уредувањето, вандали го беа искршиле скоро целото осветлување на овој значајен објект. Кучињата скитници ќе останат слободно да шетаат по градските улици и да ги вознемируваат граѓаните. Причината за тоа е што нема заинтересиран оператор што ќе извршува отстранување и нивен соодветен третман. На јавните повици за оператор за стручен третман на кучињата скитници неколку години поред не се пријавува ниту една фирма. И покрај тоа што роковите на огласите што ги објавуваше комуналното предпријатие Водовод беа продолжувани, интересот на потенцијалните оператори беше никаков.
Со тоа пропаѓаат обидите овој важен комунален проблем ефикасно да се реши. Официјално од комуналното претпријатие велат дека не е познато зошто не се пријавил ниту еден заинтересиран кандидат, иако условите во огласите биле во согласност со законските решенија. Во Кочанската локална самоуправа пак се свесни дека проблемот мора да се решава, но нејзиниот прв човек е загрижен за високата сума пари што треба да се издвои за таа намена. Мощни големи средства се потребни за тоа да се направи и мощни строги услови. За жал во Република Македонија освен една таква специјализирана фирма во Скопје, други нема, и кога го видат буџетот кој што е донесен, тие воопшто не се ангажираат за тоа. Општина Кочани, знаете дека секоја година наназад 5 години ги усвојува тие програми, ги доверува на комуналното јавно претпријатие Водовод, меѓутоа тие го распишуваат тендерот, меѓутоа никој не се јавува на тие тендери. Проблемот не е актуелен само во општина Кочани, туку и во соседните. Токму затоа Димитровски смета дека е потребно да се направи прилагодување на критериумите спрема состојбите на терен, за да може ефикасно да се реагира. Бидејќи проблем на сите општини, значи буквално на сите општини, очекуваме дека ќе ги воедначат критериумите и дека ќе се најдат такви куќи кои што ќе бидат специјализирани за да можат да ги заловуваат кучињата скитници. А до тој момент ние апелираме, ние ги тражиме собствениците на тие кучиња и настојуваме да на тој начин го намалиме присуството на тие кучиња скитници. Постоечкиот закон за заштита и благосостојба на животните налага грижа за домашните миленици од страна на нивните собственици. Казната за физичките лица, согласно овој закон, изнесува 150 евра. За надлежните институции во општините пак казните се повисоки и достигнуваат и до неколку илјади евра, но досега ниту една од нив не е казнета поради непридржување кон прописите. Општина Кочани го објави конкурсот за пријавување за изборот на Жетварска убавица 2014. Настанот е дел од културно-стопанската манифестација Денови на Кочанскиот Орис, а пријавувањето е до среда. По повод одржувањето на 23-та поред манифестација Денови на Кочанскиот Орис 2014, Општина Кочани го распиша конкурсот за избор на Жетварска убавица. На конкурсот може да се пријави секоја девојка од општината со наполнети 15 години со предиспозиции за убавица. Според известувањето од организациониот одбор, изборот на Жетварска убавица е значајна културна содржина од манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис и представува своевиден уметнички перформанс на кој е чест да се учествува. За учесниците и победниците на изборот, градоначалникот и бизнис секторот ќе обезбедат пригодни подароци. За време на представувањето пред публиката и жири комисијата, девојките ќе бидат облечени во специјално подготвени креации за таа намена. Пријавувањето за избор на Жетварска убавица ќе трае до среда 10 септември. Сите заинтересирани девојки благовремено да се пријават за изборот во општина Кочани. Петнаесет здруженија на пензионери, меѓу кои Кочанското, се поканети на пензионерската средба која на 13 септември ја организира Виничкото здружение. Истата ќе се одржи на локалитетот Свети Спас во село Драгобраште. Пензионерска средба за прв пат организира Здруженијето на пензионери од Виница на 13 септември во кругот на манастирот Свети Спас во село Драгобраште. Средбата е по повод славата на истоимениот манастир. Поканети се пензионери од 15 здруженија од градовите од Источна Македонија: Кочани, Делчево, Македонска Каменица, Берово, Пехчево, Штип, Радовиш, Ново село, Злетово, Велес и други. За 13.9. побарање на поголем број пензионери и ограниците од селата, а исто така тоа го ставивме во програмата за работа на здружението. Организираме средба на пензионерите од Источниот регион за прв пат сега, а за воиднина ќе видиме како ќе биде интересот, може да прерасне во традиционално. Сега е за прв пат, значи на 13.9. на локалитетот Свети Спас, село Драгобраште. Поканети се за сега 15 здруженија и заедно со манастирскиот одбор организираме манастирска манџа со програма музика во живо и веселбата почнува, односно средбата почнува во 10 часот и треба да заврши негде во 16-17 часот.
Очекуваме да има присуство на пензионери од регионот, а исто така и локалното население. На средбата е планирано музичка програма и веселба со музика во живо, со настап на групата Текила Бенд со Кинг Неад Велиов и настап на фолклористите од ансамблот Китка од Истибања. Од Виничкото здружение велат дека сите заинтересирани треба да се пријават во здруженијето најдоцна до 10 септември, за да добијат билет за превоз кој чини 50 денари. Потребно е секој со себе да си носи и прибор за јадење. Поаѓањето е од автобуска станица Виница во два термини, 8 часот и 8 часот и 30 минути. Ако има потреба, во зависност од бројот на заинтересирани, ќе се обезбеди автобус за поаѓање и во 9 часот. По повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани, и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, вечерва во Центарот за култура ќе биде прикажана театарската представа Самоубиство на осаменоста во изведба на Народниот театар од Штип. Почетокот на представата е од 19 часот и 30 минути, а влезницата е по цена од 50 денари. И за крај спортската информација. Викендов се игра третото коло од првенството во третата фудбалска лига Исток. Кочанскиот третолигаш Осогово ќе патува во Струмица на средба со екипата на Тиверија. По две последователни средби на домашен терен, фудбалерите на Осогово следната средба ќе ја играат во гости. Во рамки на третото коло од третата фудбалска лига Исток, кочанските жолтосини ќе се сретнат со Тиверија во Струмица. Надпреварот се игра в недела со почеток од 16 часот и 30 минути, а според информациите, екипата патува комплетна. По едно реми и победа на свој терен, првото гостување во ова првенство ќе биде тест за подготвеноста на избраниците на тренерот Крстев. Со досегашната игра, кочанци во моментот се наоѓаат на третото место, зад екипите на Плачковица и Беласица. Втората струмичка екипа, на која ќе и гостуваат нашите фудбалери, поради полошата гол разлика е со нешто послаб пласман и ја држи средината на табелата. Во меѓувреме на осоговци им пристапи некогашниот стандарден правотимец Драган Паунов, кој во минатото првенство настапуваше токму за струмичкиот третолигаш на кој му гостуваат кочанци. Сепак, Паунов нема да настапи на средбата против Тиверија, туку првото деби во некогашното јато ќе го има на следната средба, што Осогово на домашен терен ќе ја игра против Брегалница Голак од Делчево. Заврши петочното издание на вестите на Канал 8. Имајте убав викенд и следете не на веб страницата kanal8.bk.